Почитувани граѓани на општина Прикапија, почитувани советници, почитувани членови на општинската администрација, гости и седниците на општина Прикапија, јас викувам 28-та седница на Советот на општина Прикапија. Седницата се одржала во просториите на општината и за следниот дневен ред го предлагам усвојување на двата записника од одржаната 26 и 27 седница на Советот на општина Прикапија. Имаме мала промена однос на дневниот ред, со оглед тоа да го искористиме присуството на предлагачот на излагањето на број 9, значи предлог заклучок за усвојување на периодични извештаи за проектот на воспоставување на советувалишен центар за помош и подршка на жртви на родово базирано семејно насилство, ќе го ставиме како точка број 1. Под точка број 2, предлог одлука за склучување на спогодба за основање на локален економски и социјален совет. Точка број 3, предлог одлука за прифаќање на донација тампон диабез дијаловина. Точка број 4, предлог одлука за распишување на јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови на управен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошево Прикапија. Точка број 5, предлог одлука за определување на висина на доместокот за председател и членовите на управниот одбор и надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошево Прикапија. Точка број 6, предлог оперативен план за дејствување во зимски услови на територијата на општина Прикапија за 23-24 година. Точка број 7, предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен повик број 01/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови на управен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошево Прикапија. Точка број 8, предлог решение за формирање на комисија за унапредување на правата на пациентите. Точка број 9, предлог решение за разрешување на членови на управниот одбор на ЈКП Бошево Прикапија. Точка број 10, разгледување на барања од физички лица. И по точка 11, ги отфрламе советнички прашања заради отсуство на градоначалникот и за на нејзино место го предлагам предлог решение за изменување на решението за формирање на комисија за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Кој за вака предложениот дневен ред, молам да крене рака. 8 гласа за, ниједен воздржан, ниједен против. Дневниот ред го е усвоен. Поминуваме на усвојување на записникот на одржаната 26-та седница на Советот на општина Прикапија. Дали некој збара збор по однос на записникот од одржаната 26-та седница на Советот на општина Прикапија? Пошто никој не бара збор, го заклучувам претресот и записникот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Нема против, нема воздржани. Усвојување на записникот од одржаната 27-та седница на Советот на општина Прикапија. Отварам претрес по однос на записникот. Дали некој бара збор? Пошто никој не бара збор, го заклучувам претресот и записникот го ставам на гласање. Кој е за записникот за 27-та седница? Едногласно, 9 гласа за, нити еден воздржан, нити еден против. Констатирам дека се усвоени записниците. Поминуваме на првата точка. Првата точка беше во интерес на предлагачот. Предлог заклучок за усвојување на периодични извештаи за проектот на воспоставување на советувалишен центар за помош и подршка на жртви од родово базирано и семејно насилство. Молам предлагачот да земе збор. Многу ви благодарам на можноста да го презентирам извештај за нашето работење на советувалишниот центар. Јас сум Билјана Ташева, правна советничка во советувалишниот центар. Ви благодарам за досегашната поддршка, финансиски и должни така се осеќаме дека треба да презентираме што
се сработило со средствата кои што вие како советници, односно од буџетот на општините се издвојуваат за ваква една социјална услуга. Значи, во периодот од месец септември 2022 година до август 2023, Центарот за поддршка на жртви на семејно насилство го посетиле 47 кориснички кои добиле услуги од социјална работничка, правни совети и психосоцијална поддршка. Значи, имаме остварено и контакт со 6 жени кои поради одредени причини не стапиле во директен контакт. Купно се 53 користички кои што користеле различен тип на помош, поддршка, услуги. Сакам да нагласам дека услугите може да ги добиваат и преку социјални мрежи, и телефонски, и со лично присуство. Не сакам да се чувствуваат тука граѓаните од општина Демиркапија дека не можат да добијат помош и поддршка од тој советувалиштен центар поради тоа што седиштето му е во Кавадарци. Значи, во периодот од таа една година до 10 месец 23 година преживеале 47 барателки, преживеале форма на насилство. Тие се секојдневно изложени на физичко-психолошко насилство над нив и нивните деца. Сепак стручниот тим има постапено по потребите на барателките и имат изготвено и до индивидуален план за работа согласно нивните индивидуални потреби. Како дел од активностите се и теренската работа, односно придружба до надлежните институции, со цел за запазување на нејзините права, надминување на чувството на осаменост и безпомошност пред надлежните институции и инсистирање за навремено реагирање и преземање на мерки кога се проценува ризикот по висок степен. Да биде трагедијата уште поголема, морам да споделам дека користичките доколку ги препраќаме сами до властени институции да си дадат пријава или да добијат помош, услуги од Центар социјални работи, добиваат различен третман на пречек, доколку се во притужба на социјалната работничка која што е вработена во Центарот, се посветува поголемо внимание и поагилно се преземаат сите обврски кои што тие мора да ги сработат. И во досегашниот период на работата, дел од услугите кои ги имаме дадено се правна помош, односно пријавување на насилникот за сторено тешко кривично дело физичко насилство со загрозување на животот на корисничката, преземени се мерки за заштита, со отстранување на жртвата од насилна средина, сместување кај нејзината мајка, поднесено барање за изрекување на привремени мерки за заштита, обезбедување на медицинска документација заради понатамошно постапување и во врска со овој случај жртвата беше застапувана одмене на судското рочиште. Исто така изготвуваме и правна документација за тужба за развод на брак. Тука се работеше и за една жена која што беше бремена и во текот на бременоста беше изложена на насилство. А потоа обезбедивме и финансиски средства за покривање на трошоците околу бракоразводната постапка, што инаку не спаѓа во делокругот на работа на советувалиштето, затоа што финансиска поддршка не е предвидена за судски и административни такви трошоци. Се изготви исто и документација за остварување на права од социјална заштита на корисничката. Посредување и преземање на мерки за пренос на сторител на насилство до психијатриска болница Негорци по изречено решение од Основен суд Неготино. Редовни консултации со вработени инспектори во МВР заради координирање и соодветно постапување во семејството, каде има целосно нарушување на семејните односи помеѓу сите членови од фамилијата, а каде мајката, корисничката, е жртва не само од сопругот, туку и од синовите кои се долгогодишни зависници од алкохол и психотропни субстанции. Преку координација и соработка со Црвениот крст на Година обезбедивме храна за одреден период на жена која по потекло од Албанија е изложена на семено насилство и економска зависност од страна на нејзиниот сопруг, зависник од алкохол и со нарушена психичка состојба. Правни совети се дадени на корисничка жртва на родово базирано насилство заради нерегулирани имотно-правни односи со членот по широкото семејство,
придружба до полициска станица, пријавување на случаи од барање до општинска администрација за обезбедување на потребни документи и издавање на истите. Редовни консултации и психолошка помош на дел од корисниците кои како резултат на изложеност на долгогодишно психичко и физичко насилство имаат потреба од дополнителна психолошка помош, а се со цел за нивно заеднување и напуштање на населната средина. Редовни контакти исто и со Агенцијата за вработување за ангажирање на корисничките кои се невработени и финански зависни од сопруг и други членови на семејството во програми и акцијски планови кои опфаќаат обуки, преедукации и афирмативни мерки за поголема конкурентност на пазарот на трудот, вработување и стекнување со финанска независност. Во координација со жени предприемачки од проект на Вардарско-Плански регион добивме сознанија за можни работни ангажирања и развивање на обуки и вештини за поголема можност за работно ангажирање и економско заеднување. Мислам дека председателката на Визија би ги испратила деталниот периодичен извештај, както и финанскиот извештај кој што не би сакала сега да го споделувам, го имате во мејл, каде што детално опишано кои се трошкови се намирени со средствата кои што ги добива Визија за функционирање на советувалишниот центар. Сакам исто да споделам и да ве замолам да обрнете внимание на новиот предлог буџет во кој што се вклучени патните трошоци, кои што не беа претходно предвидени, и да ве замолам за поддршка, затоа што мора да имаме 2 жени ангажирани со договор за работа, каде што треба да добиваат надомесна плата и да бидат пријавени со сите придонеси, за да можеме да бидеме лицензирани од Министерството за труд и социјална политика. Тоа како првите трошоци во претходниот предлог буџет не ни беа предвидени, тој пропуск не кошташе цела една година да работиме како нелицензирани и сметам дека сега овие трошоци се како нужни, доколку имате можност, предлагам да го разгледате тој дел од буџетот и да биде изгласан новиот предлог буџет за издвојување средства на советувалишниот центар. Сметам дека остваруваме многу успешна работа таму, и ако бројките пластично кажуваат едно, сепак мислам дека сме пружиле помош и поддршка на многу повеќе кориснички кои што од X причини лично не стапуваат во контакт со социјалната работничка, што е нужен предуслов за да биде таа евидентирана како корисничка. Така да контактите кои што корисничките ги остваруваат со мене или со психотерапевтката не се евидентираат како случај во советувалишниот центар. Многу ви благодарам и за досегашната помош и поддршка и за можноста да бидеме слушнати. Благодариме на изгledачот. Нешто прашање ако имате? Точката дали некој бара збор по однос на предлогот заклучок за усвојување на периодичниот извештај за проектот за воспоставување на советувалишен центар, помош поддршка на жртви на родово базирано семејно насилство. Тука е членот, односно представникот на Јана Ташева. Збор зема председателката на комисија за еднакви можности. Да, мило ми е да. Вака, за баш органикапија ме интересира за бројки органикапија конкретно. Колку, дали се има јавено некој? Да, се имат јавено, не ги извојуваме така. Не, јасно, меѓутоа чисто онака, информативно, не наравно податци. Не. Јасно. Во самиот извештај се поделени како услуги кои што ги пружаме ние по струка. Дали е правен совет, дали е социјална работничка или психотерапевтка. А да има такви извештаи точно кој од кој град е, нема. Не, чисто онака за да знаеме за ние да се потрудиме за вашите услуги, односно да стигнат до што голем број наши. Точно, замислив материјали би ве замолила доколку сте во можност да поделите.
Донесов нели флаери во кои што има содржини, телефонски броеви, информации кои што на сите жители од општина Демиркапија би му биле од корист. Така да сметам дека иако првичниот нели првичната идеја беше да биде седиштето во Кавадарци како најголема општина по број на жители и мислевме дека ќе има најмногу пријавени од Кавадарци, но не беше тоа случај. А се повеќе имаме нели пријави дали од Демиркапија од Неготино, од Росома најмалку, али сепак ние стоиме нели на располагање и на жени од други општини, доколку може да помогнеме. Не сакаме нели да кажеме ние сме регион само на тие општини, па вас ви исклучуваме од помош и поддршка. Исто имаме многу убава соработка со Комисијата за еднакви можности од Кавадарци. Неке снимавме многу убаво видео за 16 дена активизам против насилство, споделено е на социјални мрежи и мислам дека и со вас имаме досега прекрасна соработка, така да продолжи во иднина. Благодариме за излагањето. Дали некој друг бара збор или прашање до представничкото? Повелете, господин Пачев. Во вашето излагање слушнахме дека претежно жртви или пријеми има од жени. Дали мажи, дали имате пријем од мажи? Не смееме да примаме мажи, значи советувалишниот центар нуди само помош и поддршка на жени и деца. Јас, пошто нели работам како адвокат, доколку дојде странка како маж, јас можам да пружам нели и совети, застапување и се. Значи тоа услугите од советувалишниот центар се предност за жените, затоа што тие се многу економско зависни и токму тоа ги прави да бидат жртви во самиот нели случај на настани и тука ги добиваат услугите бесплатно. Значи тотално анонимно и бесплатно добивање на услугите кои што им се нужни. Дали е за развод на брак, дали е за социјална нели некоја услуга да остварат барање, да поднесат, да примат некоја помош или па поделба на имотот стекнат од брак. Значи јас цело време апелирам и до моите колеги адвокати и нотари да им советуваат на жените во оставинска постапка да бидат наследнички на имот, во случај на купување на недвижен имот, да поднесат своја лична карта кај нотар, кај адвокат, да ги пишува во самиот договор, со самиот договор ќе бидат електронски заведени во катастер, затоа што кога една жена бара од банката кредит за свое нели остварување, не знам, да отвори свој бизнис, да отпочне со некоја своја работа, во банката и вика тебе на имотен лист не те пишува, без разлика што она по закон следува пола од имотот стекнат во брак. Дори некоја кога беше министерката тука и ОМВОМАН беа во општина Кавадарци, имаше представничко даночно оделение во општината и сподели дека во случај вдовицата да биде наследник на имотот од својот маж и ако по закон се смета за половина имот стекнат во брак, сепак тие биле должни да и наплатат неа на данок на промет затоа што немала деца. Тоа е дуплирање на дискриминацијата на една жена. Така да мислам дека поволностите што една жена би ги добила во советувалишниот центар не мора да значи само да е стриктно жртва на физичко насилство. Психичкото насилство си има нели своји карактеристики, а економското насилство своји карактеристики. Предлагам да ги ограбрите нели сите жени за било каква совет, насоки, да се информираат, да знаат кои права им следуваат по закон, затоа што тоа се веќе утврдени права по закон, кои што жените во пракса не ги употребуваат, а подоцна им создаваат проблеми. За една жена да докаже дека имотот е навистина половина неизин и е стекнат во брак, минимум, значи најминимум рок е од 2 месеци судска постапка, која што имплицира и други нужни судски трошоци. Дали дополнително имате прашање? Дали некој друг од судетниците бара збор, но одмисна представникот
Лично сметам дека во 21 век жртви на семејно насилство може да бидат подеднакво и мажи и жени, особено на психичко насилство, така да во малце дискриминирачко по однос на наставачите, веќе тоа така и да е. Пошто никој друг нема на збор, предлог за кучокот за усвојување на периодичен извештај за проектот за воспоставување на световалишен центар за помош и подршка на жртви од родово базирано и семејно насилство, го ставам на гласање. Кој е за вака предложениот предлог за заклучок? Молам да приеме рака. Едногласно 79-58. Едногласно, нема за воздржани. Може да се представим да го слободиме. Много ви благодарам. Имайте си лесна и успешна работа. Ако не се видиме до нова година, срещни празници. Да имаме успешна работа. Ајде, поздрав, гледно. Продолжуваме со седмицата. Точка број 2. Предлог одлука за склучување на спогодба за основање на локален економско-социјален совет. Мола предлагачот да ја образложи одлуката. Од Општинската организација за може да земете збор. Добар ден. Пред вас имате одлука за склучување спогодба за основање на локален економско-социјален совет. Со оваа одлука Советот на општината дава согласност да се склучи спогодба за основање на едно ново работно тело, насловено како локален економско-социјален совет на општина Демиркапија, кое би функционирало како заедничко консултативно и советодавно тело на општината. Овој локален економско-социјален совет се основа за реализување на заеднички цели на сите партнери склучени во самата спогодба. Тоа би биле 20 советници од Советот на општината, еден представник од општината, тројца представници од бизнес заедницата на локално ниво и тројца представници од синдикалните организации на локално ниво. Во работата на овој локален економско-социјален совет треба да парticipираат и представници од Агенција за вработување, представник од невладиниот сектор на општината, представник од Основното училиште, како и представник од Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Кои би биле целите и задачите на овој совет? Локалниот совет за социјална заштита, за локалниот економско-социјален совет на општината треба да има консултативна советодавна функција, да разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на општината, како и до други органи, за одредени прашања кои се однесуваат на економско-социјалната сфера од интерес на локалната заедница, особено прашањето за вработувањето на младите, предземање мерки за поттикнување на вработување, усогласување на образовниот процес со потребите на пазарот на трудот. Целите и задачите на овој совет би се таксативно набројани во делот на спогодбата, што го имате во прилог на одлуката. Да не ги набројуваме, тоа се значајни цели кои би се оствариле кога би се основал овој совет. За прв пат на локално ниво би се створил диалог меѓу јавниот и приватниот сектор, би се разгледувале прашања, би се давале предлози и мерки за напредување на квалитетот на живот на граѓаните, колективно договарање, преговарање, исклучување на предпријатија и установи, заштита на права на работниците и така натаму и така натаму. Вие имате сите таксативно наброени. Јас би сакала да додадам дека терковите за основањето на овој економско-социјален совет се дадени од страна на УСАИД преку нивни проекти. Ние само ги користиме, ние општини што веќе ги немаме основано ваквите совети, а се потребни при аплицирање на проекти од страна на кога се аплицира на проекти за грантови на УСАИД. И сметам дека едно би било од интерес за општината, а друго
би се остварили и тие потребни документи, за да може да ги имаме кога аплицираме. Во член 12 од самиот терк на спогодбата стои дека овој економско-социјален совет нема да се финансира со средства од општината, туку самостојно. Донации, спонзорства и така натаму. Значи, со самиот акт на основањето, склучувањето на спогодбата, самостојно си работи ова, кога би профункционирал. Би се направиле состаноци, би се поканиле од бизнес сектор во нашата општина и синдикатот и така натаму, сите тие чинители и би можел натаму самостојно да работи. Ваша задача, меѓу другото, освен одлуката за основање, е да ги именуваме 20 членови кои вие би ги делегирале како постојани членови во Советот. А бидејќи немаме спремено друго решение за членови, еве предлог од правниот сектор е да во самата одлука за склучување спогодба додадеме член 3, каде што ќе стои дека од страна на општината во локалниот економско-социјален совет ги предлагаме, ги бираме следните членови, 20 да се одберите, ако може, предлог, во самиот терк на одлуката. Јас ја предлагам Ивана Лазарова. Добро. Член да ми е на... Треба 20 од Советот, да. 20, Советот 20. Нека биде правник и економист. Да, би било добро, да. Правник е Милица. Еве јас сум преводна Милица. Правник е економист може. Значи додаваме член 3 во самата одлука, која би гласала: од составот на Советот на општина Денеркапија за членови во локалниот економско-социјален совет на општина Денеркапија се избираат Милица Јованова, Милица Нацева и Ивана Лазарова. Не, јас не гледам како би стоел членот, а вие ќе си гласате, нормално. А може ли тројца? Па 20 е во самиот, во сите акти стои 20 члени. Да, сакате вие и тројца, значи секој на локално ниво сам си го составот на овој совет сам си го именува колку членови ќе бидат. Ние предлагаме толку колку што е капацитетот на нашата општина и согласно актите што ни се дадени како теркови. А тоа би било 20 советници, еден од општината, тројца од бизнес секторот, тука би членували градоначалникот и би биле сите овие од синдикатот тројца, ако има тројца, ќе видиме колку синдикални организации постојат и би партиципирале сите овие други од установите и предпријатијата на што ни се потребни, нели, од невладен сектор и така натаму. Како што вие го имате вие предлогот на спогодбата во Пирот. Добро, благодарам за елаборацијата на госпожа Христина Сузана. Најпрво да го ставам предлогот за членовите на Совет. Или комплетно? Комплетно. Или прво за членовите, да. Предлогот, вашиот предлог, односно членовите во таа комисија, ги ставам на гласање, кој е за вака предложените членови од тој совет, молам да крене рака. Едногласно, 9 за, 1 против, 1 воздржан. Сметам дека членовите се избрали. Сега предлогот одлугата за склучување на спогодба за основање на локален економски и социјален совет, пред да ја ставам на гласање, дали некој друг бара збор по однос на точката? Пошто никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за предлог одлуката? Молам да крене рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Благодарим, Иван. Продолжуваме. Понатаму предлог одлука за прифаќање на донација тампон диабест и аловина. Дали имаме елаборација од општинските управи? Ова
излезе од претходно доставено барење на општина Демеркапија до Гранит за донација на одредена количина на материјал, односно тампон, кој што би бил потребен за санација на регионалниот пат во правецот Демеркапија кон село Клисура. Значи, во 2022 година, во 7 месец, доставено тоа барење на кое што Гранит позитивно, значи, одговори дека ќе обезбеди соодветна количина на материјал кој што е потребна за санација на регионалниот пат Р-2978 во правецот Демеркапија кон село Клисура во должина од 2,6 км без финансиски наврез. Донираниот материјал од страна на Гранит исклучиво има намена за поправка, односно санација на оштетените делови на тампонскиот слој и ударните дупки на регионалниот пат. Инаку, овој правец се реконструираше во летниот период. Тампонот е, значи, обезбеден од страна на Гранит и за тоа се доставени испратници во поглед на подигањето на истиот и доставена е фактура за колку финансиски, значи, тоа кошта, за да може сметководствено да кај нас тоа се регулира, бидејќи станува збор за донација, односно не бараат да ги платиме овие фактури, потребно е, значи, да ја донесеме оваа одлука за прифаќање на донација, тампон диабаз јаловина во количина од 4648 тони во вкупна вредност од 178.920 денари без ДДВ, за кој што подоцна градоначалникот, значи, се овластува да се склучи посебен договор кој што мислам дека го имавте во прилог на одлуката, договор за донација, нели, за со кој се регулираат правата и обврските. Согласно член 6, став 3 од Законот за финансирање на единиците, значи, на локална самоуправа, намената и начинот на користењето на донациите се регулира со договор помеѓу градоначалникот и донаторот, зашто предходно согласно дава советот на општината, токму поради тоа беше и како предлог одлука на дневен ред за денешната седница ова предлог одлука за привлачење на донација од страна на Гранит. Значи, искористени се овие количини, веќе се ставени во санација на инаку изведувач на тие градишни работи беше Македонија пат, кој што изведуваше правецот до Давидово. Во исто време, значи, се вршеше санација на овој регионален пат кон село Клисура. Добро. Благодариме за елаборацијата. Дали некој да разборка однос на втората точка од дневниот ред за донацијата? Повелете, господин Дончев. Донацијата се е во ред за донацијата во се донирано, вече е донирана, а без одлука. Ви се искористили. Сега после... Да, они ги обезбедиле тие во моментот кога се градал, значи кога се правеше реконструкција на патниот правец кон Давидово, тој изведувач исто го изврши тампонирање, односно санацијата на овие делови кон Клисура. Со тампон кој што е обезбеден од град. Ако точно да прецизно да е. Кога се врте за село Клисура, така тука е тампон. Да. Не знам дали сте били, ја таму нема видено. Оваа голема количина. Дури има под мостот, под воздушниот на самото стопа, дури дупка е. Јасно, значи пратници има и се фактурата доставена на 24-ти. Сега да влезем около сите политика дупка е може би градоначалникот конкретно да ви одговори. Од 4 тони како тампоне ќе да става? Делот на документацијата доставена. Се обавно се донира, само тампон не гледам. Најпоследно недела време нема од Клисура бавевме. Дори дупки има под надвожњакот на самата стопат, нели го миниме, дупки има, треба да избегнеме, ако има тампон, тоа треба да е цепно. Значи, во поглед на документацијата доставени се пратници да не се носи на друго место е работа. Тампон, тука да се прикаже само. Утре предлагам кој иде, било кој съветник, нека отиде там. До Клисура, нека си изходи. Сега се е уред, асфалт е и отмън се стига. Не видите дали има тампон. Ако от това време, вече това беше. Тој период па е регистрациите се некаде од... Плюс това, гледай, на гранието знае, црн тампон. Сега на новото
знам, улица ще се прави бял, защото друго место е тампонът се носи. Ще се знаят тия работи. Избрали сте се от 6 месец до 8 месец. Знаем колко се правиш това. Накрая, има цън тампон, бял тампон няма да. Може да споредите. Може да го кажете на началото, че била присъда на следващата. Няма връзка да е жили. Не. Окей, за донацията се да се донира супер. Ама за това количина, да има тампон, то цел пак трябва да е... Не съм била на увид на лице место, нито съм парафирала документация, която може да потвърдам. Можем само да пренесем до службите. Нека видя, да. В отделът на урбанизъм нека каже. За бе, това няма, не дава време. И аз ви кажам, че като предлог би било добро да и сега побараме повторна донация, само това дека има много яловина там покрай, помежду патото от Деката Промена Готино, кај Тецна Готино, и можем да санираме много от пътища по селата. Точно така. Значи, и приватни лица вземат тампонът, вършат отредени градъчни работи, така да како инициатива не е лошо да се побара и нова донация, ако е възможно да ни дозволят, защо да не. Поведете, господин Стоянов. Ovako сега, ја сакам да беше присутен градоначалникот тука, па и да ни објасна малце по-добро, којите питам, бидејќи е директно запознат со ова. Меѓутоа, бидејќи некој градоначалникот ќе се потрудам во кажењето другото на општинската администрација, затоа што видите зошто сега баш ова одлука за прифаќање на донација. Ако донацијата била веќе лето, имаме многу совети за да може да се донесе таква одлука за прифаќање на донацијата. Не, горете, донацијата е донацијата, да се прифаќа. Меѓутоа сега со оваа одлука за прифаќање на донацијата вика дека таа е искористена за асфалтирање на патот према село Христо. Зошто се донесе оваа одлука? Знаете дека во текот на овие неколку месеци граник, односно некој каменолом во Јагорица не работеше. Јас имам сознание дека тој каменолом сега почнува со работа. Значи, камионите на граник ќе транзитира по овој нов асфалт и тој нов асфалт што го ставивме сега пред неколку месеци, значи буквално стането на граник ќе биде конкретно пропаст. Точно заради тоа сега ни се дава одлука за прифаќање на донација и то од граник, затоа што они ќе транзитираат низ тој локален пат. Така да донацијата е окей, меѓутоа зошто сега се носи заради тоа што треба да приближиме пред очите на граница, камионите да го пропастат новиот асфалт према село Христо. Некако е многу симптоматично. Тука ја не е дека општинската администрација, но мислам дека градоначалникот требаше да го присутен за да даде подетален многу. Јас само можам да кажам дека фактурите кои што беа доставени до општината од страна на Граник во прилог на испратниците нели кои што како е подиган прегледот нели на материјалот по денови на испраќање, кои што се во прилог се доставени на 24.10. И заради тоа е изготвен сега овој акт за оваа седмица. Дали некој друг бара збор по однос на втората точка од дневниот ред? Пошто никој не бара збор, предлог одлуката за прифаќање на донацијата, тампонија без теловење, става на гласање. Кој за вака предложениот предлог одлука? По да крене рака. 5 гласа за, дали има воздржани? 4 гласа воздржани, нема против. Предлог одлуката за прифаќање на донацијата е изгласана. Точка број 4. Предлог одлука за распишување на јавен повик за прифаќање на заинтересирани лица за избор на членови на управен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева Деликатија.
од службите да се. Значи до општина, до Советот на општина Демеркапија од страна на јавното комунално предпријатие беше доставено барање за назначување на членови на управен надзорен одбор. Поради поднесена оставка од Антон Дона, член на управен одбор и поради континуирано неприсуство на седници на Кристина Николовска како член на управен одбор. Поради претходно донесените измени на Законот за јавни предпријатија, познато ни е дека начинот и поставката на избор на членовите во управниот и надзорниот одбор сосема нова. Ние претходно дававме согласност на старната одлука за измена и дополнување на статутот на ЕКБ Бошева Демеркапија, каде што се правело согласување во поглед на измените согласно Законот за јавните предпријатија. Заради тоа се увиде дека во делот на надзорниот одбор немаме потреба да вршиме нови избори, бидејќи согласно новите измени на статутот предвидени се тројца членови, а претходно беше формиран избор од 5 членови во надзорниот одбор. Таму еден мислам дека е достатно, меѓутоа е доволен број по статутот за да може да функционираат, а кај управниот одбор недостасуваат 2 члена и токму поради тоа се јави потребата за да се распише овој јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови на управен одбор, каде што се побарани одредени негови услови кои што треба да ги исполнуваат кандидатите. Меѓутоа не е наведено точно од која струка, затоа што овде имаме претходно избрани членови и само дополнување на претходниот состав, така што кандидатите може да имаат соодветно работно искуство од областа на дејноста на јавното предпријатие, од областа на финансиското работење, на правните науки, на техничките науки со најмалку 3 години работно искуство и најмалку 5 години работно искуство во областа на дејноста на јавното предпријатие. Подоцна исто така имаме и точка каде што се формира комисија за селекција која што ги разгледува овие апликации доколку не пријавени, па повторно одиме со предлог одлука за избор, која што била на некоја од наредните седмици доколку се извршени избор. Дали некој тоа разбор, односно предлог одлуката за распишување на овој јавен повик? Пошто никој нема разбора, ставам на гласање. Молам да гласаме за предлог одлуката за распишување на јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на управен одбор во јавното предпријатие на комунални работи Бошева Демеркапија. Кој е за предложението? Едногласно, 9 гласа за. Предлогот е усвоен. Точка број 5. Предлог одлука за определување на вистина на домојствокот на председателот и на членовите на управниот одбор и надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева Демеркапија. Дали од општинската управјаме ујаснување? Ова предлог одлука излега како основ од член 19 став 6 и член 27 став 9 од Законот за јавните предпријатија, според кој висината на надоместокот за председателот и членовите на управниот и надзорниот одбор на јавното предпријатие со одлука го утврдува основачот на јавното предпријатие. Како што кажав претходно, тоа се согласно новите измени на Законот за јавните предпријатија, каде што е потребно да се утврди висината на надоместокот, што за управниот одбор станува збор за месечен надоместок. Значи, тоа да појаснам дека е доколку управниот одбор во месец има една седница и 4 седници би го земал истиот надоместок, меѓутоа надоместокот за членовите на надзорниот одбор е по одржана седница. Значи, тие земаат, ако месецот одржат 4 седници, ќе земат 4 надоместици. Меѓутоа, по Закон за јавните предпријатија, надзорниот одбор задолжително се состанува 4 пати во годината и тој ги разгледува само финансиските извештаи, што значи дека нема да има повеќе од 4 седници. Управниот одбор во консултација со јавното комунално предпријатие има некаде од 4 до 5 седници, гледајќи претходните години. Сега во поглед на надоместокот на Комисијата за финанси може да каже председателот, че се даде предлог. Да, збор на председателот за финанси.
Волете. Комисията се одржа на 30.11. Да, беше даден предлог от 2000 за председател на управителен надзорен отбор и европейско за член. Председатели са член. Европейско и европейско. С башко нашата команда. Пред това функционираше и без мировото место. Пред години, мисля, че пред 4 или 5 години имаше някой место по 500 за от седмица или така. Да. Благодарам за. Може да кажем, изкуствено от другите съседни общини, например, Меготимо се 4 динара на председател на Сърногор, 4 динара на членове, а некъде около 2 динара са надзорни фонди са различно. Истото е кавалерци. За разлика от 9 спешно погани на местоци, некъде е 8 динара с 6 динара, но това все пак трябва да се има допретек на види финансите състояние. Дали някой друг бар разбор? Поведете, господин Ивичев. Вие говорите, че вие суми сигурно сте от председателите по-мало и от това се детача. По закон, значи, надоместъкът би може да бъде най-много до една половина от просечната ни плата. Според подателите, които ще ви добив от явното предприятие, просечната плата за 2022 година, къде е била 21 лира. Не сме да е по-голям. Да, не сме да е по-голям. Ако се появи случай, никой да не се появи, че 4 пъти надзорни ще 9 пъти. За 2000, да рече най-добри човек. Да, се знае, че най-добри, да не се приявя. Претежно проблем са условите, ще трябва да се работното това е най-голям проблем. Не е най-голям проблем. Проблем би ги работното и те трябва да си изпълнят там от 4 Да, и работното изкуство е сега. Дали може да бъде надзорни от малко да се приеме, вече 4 пъти. 4 пъти година, това е повече. Добро, управлението може да види, за да мотивираш, може и да се деси, никой да не се приема. Надзорът сега не бираме нови, докато се веке предходният състав. И условите, фактически ги не се управлено. Надзорът надзорът дава мислене. Да, между това сакам да кажа, да после... Надзорът дава мислене по поглед на финансовите извещения до управният отбор. Управният отбор ги усвоил. Само за финансово. Лично сметам дека улеснителна околност е тоа што од 5 члена, 3 члена вече имаме во тој управниот одбор, па има кворум, како евентуално на тоа јавно ако не се пријават, никој би можело да функционира нормално, или било блокирано или работата на јавното предпријатие. Да. Дали некој друг бар избор во однос на предлог одлуката? Пошто никој не бар избор е стан. Да дефинираме сега на моместото, мислам. Добро, да. Некој сума, па каже, за да може да внесеме в некој предлог. Ајде да се овие, пошто вие се предлози од јавното предпријатие, да не ги минираме нив, да не се случи. Да, комисијата, пардон. Па после тоа евентуално, ако не се појават, ќе мораме да подигнеме во цена, за да евентуално, да. Представам да научим. Не, комисията имаш представени. И аз се разговарях с с директорът на явното предприятие, значи според них, значи висината би била голема за никой кое да е, по начин от финансовската състои моментално, що е во явното предприятие, но това максимум ще би можело да се върви, би било некъде от 302, значи това би било максимум. Вижте сега, зборуваме за управни от надзорни одбор. Или само поболуваме два изпразните члена по управното. А около надоместокот дека е малко. Меѓутоа и дека е мало предпријатието. И дека минатите 2 години и 6 месеци се покажуваше загуби, тек се последното извеще нещо позитивно да е така напълно. Малко са тежки условите за јавниот повик, секој да се најдат тие членови во управен одбор. И тоа јас би рекол да се оде со
сумата од Комисијата за финансии. Па колку не се пријават за тие пари черен, па тогаш повторно да разбраваме да накачуваме некаква сума или пак на Комисија за финансии така. Може, наредна година зависи од условия и сите други работи, како ќе налагат, нели? За конструктивен предлог, така да... Сумата ќе биде. За место. Дали некој друг ба разбор? Пошто никој нема разбор, ја заклучувам претресот по односно предлог одлуката за определување на висината на наместокот. И 2500. За 2000 за председатели и по 1500 за Значи се прифаќа предлогот од Комисијата за финансии и истата одлука, предлог одлука ја ставам на гласање. Кој е за вака предложената висина за наместокот? Молам да крене рака. 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Усвоена одлуката. Продолжуваме понатаму. Точка број 6. Предлог оперативен план за действување во зимски услови на територијата на општината Прикапија, година 23-26. Молам представникот од општината. Го почекаме само да земеш. Добро вечер. Го молиме предлагачот да елаборира по однос на одлуката за оперативниот план за действување на зимски услови на територијата. Така, значи, оперативниот план за действување во зимски услови се носи периодично секоја година, од 2008 година намо, обврска е на секоја општина, не да изготвува таков план за действување во зимски услови при големи гонежи од снег и останати елементарни непогоди, така да може животот во населените места, во нашата општина, да се нормализира, улиците, локалните патишта, што се наша надлежност да бидат проводени нормално, да се одвива секојдневните потреби на граѓаните. Во оперативниот план опфатени се оперативните мерки и активности кои што во даден момент при големи врнежни снег би се активирале. И тука дадени се и табеларно во случај кога снежните наноси се речено помали до 10 см, тогаш рачно се зачистуваат јавните површини, улиците и пешачките зони од страна на јавното комунално предпријатие Воша. Прикапија дадени се, тука не ви навлегол да елаборира во кои се улици се чистат, значи тоа е тоа површината е дадена, се рачистуваат, рековме, значи до 10 см. Над ова се рачистуваат со машини, машински, што има потреба, нормално и овие тротоарските површини се рачистуваат и рачно. Општината Прикапија има склучено договор за действување во зимски услови со оператор, односно со правно лице кој што има исполнени условите за одговарање на таа задача. Ова година може да кажем доста рано го направивме договор, 25 или како беше 25.10.2023, че направиме договор со правно лице, така да од таа страна сме покриени, ако дојде, не дај Боже така да погледнем снежни наноси, снежни неприлики во тој дел, да може да се интервенира благовремено. Во такви случаи, ако да речеме екстремно се падавините на снежните наноси, значи овде е дадено може да се активират и останати субјекти кои што се на територијата на нашата општина, кои што имаат таква механизација која што во даден момент може да биде ангажирана за да не припомогне во расчистување на снег. Тука се исто табеларно дадени кои се субјекти има таква механизација, значи по потреба може да се и овие да се ангажираат.
Јас, пошто секоја година ова оперативна план не би должен многу, имате и договор, што е случај меѓу нас и Друштвото за транспорт, трговија и услуги бил транспорт до НКП. Инаку, оператор, да речем, овој правно лице кое што е задолжено за ова се активира по налог на општината, и по извршена работа. Не каушално, него по извршена работа час, работни часови, така да се може. Доколку минатата година немаше снежни режим, нема режим. Независно од изборот на операторот, финансиски импликации за општината ќе има само ако биде ангажиран операторот за чистенство. Спротивно, нема тоа е добро. Тоа е важно да се инаку во програмата за одржување на локални патишта и улици има предвидено средства за одржување на локалните патишта и улици и во зимските услови за таа намена, има предвидено средства во самата програма за локални патишта и улици. Одржување. Ако тоа се, благодариме за излагањето. Предлог оперативниот план за действување во зимски услови. Дали некој друг бара збор или има прашање по однос на представителот на операторот? Кажам, договор имаме за оваа година, односно за престојната 20-24 година, од октомври до наредниот октомври, со важност од една година е Друштво за транспорт, трговија и услуги Вилтранс 5 до ЛДНК. Вилтранс. Или Джепо. Да, предходно беше Аладжис, 2 години беше Аладжис. Аладжис сега. Благодаря ви. Дали некој друг има прашање? Представниката? Пошто никој не има разбор, предлог оперативниот план остава на гласање. Кој е за вака предложениот оперативен план за действување во зимски услови на територијата на општина НКП, да не бидеме изненадени на средство? Остава на гласање. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздржано. Предлог оперативниот план е усвоен. Благодарам за продолжуваме работа. Точка број 7. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен повик број 01/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови на управен одбор за јавното предпријатие за комунални работи Бошово Деликапија. Молам да. Ова врска е согласно член 17 став 7 од Законот за јавните предпријатија, каде што комисијата е во состав од вработени во двајца, значи председател и заменик председател вработени во општината, потоа член и заменик член кои што се вработени во општината и тоа во одделението за човечки ресурси и член и заменик член вработени во јавното предпријатие. По предлози, значи, од општината Меркапија, за председател е Илијана Гацева, за заменик председател е Тања Петрова, од одделението за човечки ресурси Сузана Крстова, Даниела Трајкова, а додека како номинација на членови кои што ги добивме од страна на јавното предпријатие се Оливера Аџиева и Зоран Честоев. Нивната обврска е да изврши селекцијата, која што е во 2 фази, а тоа е административна селекција и интервју со кандидатите. Начинот на бодирањето за секоја од фазите на селекција е согласно правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови и управа, односно надзорот во одбор на јавните предпријатија. Комисијата врз основа на ранг листа изготвува и доставува предлог на кандидати за членови на управен одбор на јавните предпријатија до Советот на општина Меркапија. Благодарам. Отворам дискусија по однос на точка број 7, предлогот решение за формирањето на комисијата. Дали некој бара збор?
Пошто никој нема разбор, ја затворам дискусијата и предлогот го ставам на гласање. Кој е за вака предложената комисија? Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Продолжуваме понатаму, точка број 8, предлог решение за формирање на комисија за напредување на правата на пациентите. Давам збор на председателот на квалификацијната комисија, господин Зијана. Дојдете. Комисията за верификация заседаваше за формирање на комисија за напредување на правата на пациентите и едногласно предлага на Советот и предлага 11 кандидати да бидат членови во комисијата за напредување на правата на пациентите. За кандидат за членови во комисијата се предлагаат Сања Бојчева, Марина Маркова, Жаклина Чапова, Даниела Илова, Менче Николова, Оливер Недев, Јулија Иванова, Стојна Ѓорѓиева, Олгица Сакламаева, Елизабета Андова и Светлана Галапчева. Това е от комисията за верификација. Благодарам, председателе. Отворам дискусија по однос на комисијата за еднакви можности на пациентите. Дали некој има разбор? Пошто никој не има разбор, затворам дискусијата и предлогот го ставам, решението го ставам на гласање. Кој е за вака предложеното решение? Молам да крене рака. 9 гласа за, нема против. Еден воздржан, значи 8 гласа за, еден воздржан и нема против. Благодарам. Точка број 8. Предлог решение за формирање на ръководната вечер. Не сте имал чува. Точка 9. Дошло предлог решение за разрешување на членови на управниот одбор на ИКП Бошова Димиркарни. Молам од Општинската администрација да... Само се констатира, значи, разрешување на членови кои што дали оставка или не присуствува на седава. Значи само констатирам дека нема. Добро. Това се два члена, не? Да, става збор за Антон Донев, кој што има поднесена писмена оставка и за Кристина Николовска, која што не има присуствувано повеќе од 3 пати на седници на управен одбор, не е оправдано. Добро. Дали некој има разбор по односно решение? Пошто никој не разбор, да го гласаме. Кој е за, молам да крене рака. Едногласно, 9 гласа за. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Сега овде дошла точка број 10, не? Разгледување на физички барања. Точка број 10. Разгледување на барања од физички и правни лица по однос на помошти. Молам председателот на комисијата да вземе збор. Значи, на ден 30.11.2023 година се одржа комисија за финансови и економски развој, на која беа разгледани барања од физички и правни лица. Што само со барањето што беа усвоени. Значи, комисијата базата барањето лекази на имунокоцелни дистанци и возможно на став, по закон следноста. Комисијата предлага да се додели износ од 5000 евра. Имаше соодветно измислена документација во прилог на барањето. Дали сте согласни да поединечно за секој? Да, поединечно. Добро, молете ви, благодарам. Дали некој има разбор по однос на ова барање од господин Ќазим Малимов? Пошто никој не има разбор, ова барање за еднократна парична помош го ставам на гласање. Кој е за барањето да биде одобрено, молам да крене рака.
гласа за, дали има против, дали има воздържани, 4 гласа воздържани, сметам дека барањето е усвоено. Продолжуваме понатаму. Следно барање од Јована Стојанова и Лекарија. Исто така, има описано соодветна медицинска регламентација, там има оперативни закон, и како и претходно, затоа што е оперативен закон, по-сериозен закон, да речем, комисијата треба да се води износ од 10 години. Дали некој има разбор по односно? Повелете, господин Стојанов. С оглед на тоа дека на буџетот правиме скоро ребаланс на буџетот, с оглед на тоа дека со оваквите оперативни заходи коштат и повеќе од тоа, јас мислам дека општината треба да добри финансиска состојба и сметам дека 10.000 е мала за вакви оперативни заходи за лекување. Јас би дал конкретен предлог да се дуплира оваа сума од 10.000 на 20.000. И 20.000 денари се малку, меѓутоа колку се излеземе. Мислам дека комисијата може за точно и претходно чине и другите точно и претходно имаме случаи со забуване и оперативни заходи и значи е не е проблем, значи јас апсолутно немам проблем. Мислам дека сега општината е по-добра финансиска состојба, за разлика од млади беа лоша финансиска состојба и ние обслужувавме толку пошто можеме и дури определен буџет, дури по 5 по 6.000 ако не се лажам. Това е правилно, по 3 до 6.000. Минимално максимум. Меѓутоа, така како 10.000 многу малку. Наши граѓани, мислам дека сумата од 10.000 да ја предлагам 20.000 нека биде. Добро, збор бара господин Јуркева. Вака се добразувам на истото и го подржувам господин Зоран, но тука би сакала, мислам дека сега е правиот момент да го спомнам и точка број 4, да ја спомнам после одржувањето на Комисијата за финанси. Значи добив информации дека госпоѓата Себе Монсилова, нивната фамилија, знаеме дека нејзиниот сопруг Збиров Милионацијата мина доста тешка диагноза, но се уште не е завршено, значи работата кај нив. Значи они има се уште потреба и таа брачна терапија и остранство, кој што кошта да не сега суми, значи со илјадници евра. Би сакала, значи и на госпоđата Себе Монсилова и на госпоđата Јованка Стојанова едногласно ги замолувам да се дадат по 20.000 денара. Пред се, заради тоа што тоа лекување после такви тешки диагнози е многу скапо и нашата сума од советниците што ќе дозволиме 20.000 денара е на само капка помош. Значи, место за разговор мислам дека нема. Би сакала едногласно да поминат тие две. Точка број 4, точка број 5. По 20.000 денара. Значи, мислам дека со буџетот на општината нема да има проблем, затоа што моментално они ни се приоритет за вакво нешто. Благодарам за предлогот. Беше разговарано за барањето на Себе Монсилова на Комисија за финансии, за тоа што имаме да представи. Беше отстрането барањето со можност за наредната година да се затоа што беше нагласено дека се собрани средства, не разговараме дека секогаш има потреба од средства, посебно за болести, за постоперативни, за лекови, за други работи, меѓутоа ако се остави на барање. Барањето беше согласен и воздржано, со образложение дека веќе Намир Јусинов, значи во текумната 2023 имавме одобрено финансиски средства 15.000 денара. Беше организирана од страна на општината, значи една комунитарна акција за помош и дека општината сепак Советот на општината донесе одлука за ослободување од партиципација на двете дечиња во детската градинка за период од 1.11 до 31.8. Тоа беше образложението со кое што не беше одбиено, меѓутоа беше
не беше дадена можност да биде ставено на порталната доставка на Совет. Вие тоа сметите дека треба да се разгледа? Јас би сакал да поставам едно прашање, с оглед на тоа дека не сум член на таа комисија. Како човек, право ме интересира, пошто помошите никогаш доста, не? Не, да. Секоја помош е добродојде на било каде. И по однос на гласањето за Чази Малинов, пошто ги двоиме луѓе гласаме воздржано, значи или гласаме за сите да му помогнеме, или на други. Не знам зошто, кажете ми зошто гласавме воздржано за Чази Малинов. Тука, како човек, ми е еднакво. Дајте да го направиме тоа едногласно, да си ти готово, да тоа биде човечно онака. Лично не ги познам нити едно од предложените. Сметате дека на овој човек не треба да му биде дозволено. Добро? Правилник, според правилник, побарано се може да се достави медицинска документација. Ние не сме медицинска лица на членовете на комисија за финансии. Меѓутоа има секој што има соодветна медицинска документација, дека се има договаране. Затоа што не договараме и допълнуваме. Затоа што и ние ги знаеме, затоа што во текот на годините се скоро се година некогаш исти луѓе што се повторуват, како да знаат дека има правило. Еднаш годината да става член на държавна парична помош и секоја наредна година се прават исто. Меѓутоа за тоа бараме има правилник според кој се доставува документација и не постапува во таа документација. Ние ја доставуваме во прилог на сите документацијата заради нели, ајде, сепак станува збор за медицинска нели документација, меѓутоа секогаш е дадена на увид, значи имате на мислеше за финансија, тука станува збор за скршеници. За скршеници има паднало. Добро, јас само како предлог сакам. С оглед на тоа дека не сум член потканчето на комисијата за финансирање, овакви буквално ги имаме на секој следен совет, нови барања, кога имаме овакво би било добро, пошто имаме доктори, доктор Јулија, јас тука, така да би било добро да ги градираме, нели, по однос на висина на доместок и по однос на помоши, кои што можеме да ги дадеме, да не испадне дека ние ги двоиме луѓето на мислам, заради тоа само беше забелешката. Повелете, господин Ѓурџи. Значи да се надоврзам, токму за тоа реков, после вакви тешки диагнози, значи лекувањето е долготрпно и многу скапо. Значи многу скапо, така да единствено што можеме, за тоа кажав, ова ќе биде само една многу мала помош. Значи 20.000 денара, мислам дека би требало сигурно од вас, човечко, секој од нас има да се даде и на госпожица Јованка Стојанова и на госпожица Селина Мусинова. Барем малку, значи да покриме барем еден мал трошок од сите тие терапии, имунотерапии, витамински терапии, што они дури се мачки и порачуваат од странство. Значи, вие опресите се на луѓе, не дај Боже на секој може да се слуша. Благодарам за излагањето. Збор за господин Далчев. Точно дека еднократно се дава помош, нам би го дадим точно, жената сега има право. Има право, но знаеме се лекува от сранство, тоа не е исто, скопни не е исто сранство. Јас викам барањето да не се ги одбиваме, вакви да дојдат на совет, пак да се разгледат, комисијата го одржана, било фактички. Но заради ситуацијата е така. Ние за тоа што имаме сознание, баш на комисија дека После комисија, значи, стигнахме до тие информации, дека скапи терапии се уште е во процедура, значи лечувањето не е завршено. Имаме информација дека се собрани средства и програмите кои што разговараме на комисија, за тоа е гласно да мислиме да се одложи фактички, да се одложи барањето за може за наредна година. Тоа беше ние даваме. Имаме значи. Ние пак ќе решим за тоа што имаме сознание на комисија. Добро, повелете. Јас сум бидејќи баја преживав од 3000 денара, кога веќе се обраснав со тие 50 се вишно, нема потребно да му ги давам. Ако сте многу зборени за веќе да се помоли со 20 денара, ќе му биде да бъде. Значи никој не е
Јас предлогот за висината на надоместокот прво да поставам за гласање, да може. Поединечно, секој барање поединечно. За од Јованка Стојанова, да. Кој е за предлогот за Јованка Стојанова да бидат издвоени 20.000 dinara? Молам да крене рака. Кој е за? Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Продолжуваме понатаму. Барање за еднократна парична помош од Драги Лутович. Не разговараме за барањето, мислам, вашето барање за себе. Да помене таа точка број 4. Добро. Таа е точка број 4 од седница на комисија, да, а не од дневниот ред на гласување. Барање број 4. Да, барање број 4. Вие го немате точно. Што го немаме можно? Да гласаме дали да се стави на дневен ред, а после за износот или? Па не, ако Не, го добите, само да. износот. Добро, предлагам точка да биде ставена на дневен ред. Кој е за да доделиме помош на точката, односно на пациентите кои што барање на представник од Советот? Молам да крене рака. Сега да гласаме и за висината на надоместокот. Кој е за да и не изабидат одвоени 20.000 dinara за помош? Благодарам. Едногласно. Продолжуваме понатаму. Барање за еднократна парична помош. Драги Лутович. Комисија гласа за барањето од Драги Лутович од Капија. Предлага да се води износот 3.000 dinara. Благодарам. Дали некој ва разговор по однос на овој? Предлагам да гласаме. Кој е за? Гласно. Благодарам. Следно барање од Урмотата за се спас Бесица. Комисијата предлага да се води износ од 15.000 dinara. Има да барање што на Урмотата за спас Бесица и друго Дали некој ва разговор? Повелете, господин Стојанов. Не бих рекламирал ништо, тука знаем сите сме за признати работи, меѓутоа ова 15.000 dinara е 10 рекици, тоа никако помош не ја добија осумно со 15.000 dinara со тоа сме до. Тоа е друго, моја критика. Повелете, господин Јованович. Прашање до администрацијата за црквата. Сега треба се почнува нова црква, така? И лани имаме се средства за изградба. Дали е решено да му Не знам, не сум. Не знам, не сум информирана. Не знаете? Ти ще ми кажа да не застаната работата заради такви работи. Не знам, немам информација. Да се гради црква од почеток не може. Па бајде да си има донации и средства да се добират и на други начини, не знам. Значи, не сум информирана, само има барање кој што е поставено до Советот на разгледување. И во истото нема преднос. Исто и барање од истото барање е поставено на план. Да, јас би сакал да ве прашам дали по однос на сезира. Има ли општината дирекции за да види докаде се комуналните инспектори, не знам кои, урбанизам ли, докаде почнат да знаеме на што сме, дали са това на воопшто, виж не сум бил во Бесис за да видам одавна, да знаеме на што сме, ако са това на почнато тоа се граде, малко си кризи. Но, ако има сознание дека за станата таму, не е битно, донирате лично, затоа да се засегнат. Значи имаш повеќе информација или го бях знал. Дали општината има информација или има надзор? Нема и надлежност. Не, надлежност, дали има да знаеме на што Поглед на изградби, значи има надлежност, треба кажа инспектор, значи тоа до поглед на барањето, за да испадне некој на лице место и да види дали се граде или не, дали е започната градбата, не е во доменот на
на постъпуването на ова барање, за да се изпитуват одредени други работи. Значи, ако има постапка за одобрение за градба, значи тогаш да, би била... Пак ще кажа, хубаво да се пита со сите сектори, ако е се гради статува, дори малко. Ако мислам да има некои спорови за тоа. Си можеш да се информираш од урбанизам кај нас, да. Добро. Може да колегите ти дали информација. Ја да се големи. Повелете, господин Сузан. Што гледам јас тука, барањето е дадена некоја жиросметка. Таа е на Богорца? Не, таа е на успение на Пресвета Богородица. Да, зашто ме интересираш? Да. Затоа што до сега сите генерации ги ги даваме. Истата е, погледнете го, значи... Затоа што не е наведено, да, истата е таа, да. И секогаш кога даваме, освен на успение на Пресвета Богородица, кога даваме на цркви кои што се од населените места, ги даваме средствата на црква успение на Пресвета со назнака за изградба на таа и таа. Они после тоа не ги префрлат. Не ги дават. Или пак ако треба да набавуваат одредени материјали или нешто, па не ги доставуваат. Важно да го преподаза. Мислам дека е вчера ми Ивана дека е таа. Да. Јас би сакал да прашам до председателот на комисијата. Дали по однос на висината на овие помошти, да не се случува овака на совет, да упаѓаме, односно да видиме кој е подобар, кој е подарежлив, нели, па да се направаруваме, нели, па баш заради тоа, дали барањето е 15.000 од нив или колку може да помогнеме? Јас би сакала да забележиме дека сметките не се исти. Не се исти сметките, јас ги видов, да, тоа се различни сметки. Јас мислам, предлагам. Ама проверено е лани уште на исто на средства, реализирано се на црква сметка. 0,7, а ова е последната 0,76. Да си проверя дали таа сметка. Уште не се јасни Евгенија денеска, значи со Евгенија во финансите нас ги проверува сите барања кои што се добрени за 2023 година во поглед на еднократна парична помош, во поглед на тоа показ буџет имавме одобрено со буџетот за 2023 година, колку од тие се реализирани, колку е исплатено, значи крај се платени се е прекумато. И што сме ги платили за се од лани, пошто бевме нели поинаква финансиска состојба. Значи, тие лани што беа одобрени за се на нас, Мислам, твојот предлог беше баш конструктивен, или? Односно, таа висина, да се види дали имаме ингеренции во општината да парите што ги донираме да знаеме дека стигнеме на вистинска адреса, односно дека таму се одредени дека секогаш во самото решение кое што го изготвуваме, даваме дека треба да достават извештај за тоа каде се потрошени финансиските средства. Значи, доколку сметате дека треба, кај нас, например, е многу искрено и на овие што ги даваме и фудбалските, се многу ретко достават извештај. Доколку сметате, можеме да му побариме, значи, на некој писма. Или па наредната година, доколку не доставимате, по правилникот може да не му доделите. Значи, некој што е задолжен да достави извештај, а не достави извештај следната година, доколку повторно бара финансиски средства, значи имате основ да не ме одобрите, затоа што претходно не ги оправдал каде ги потрошил на некој начин. Не доставил доказ. Добра пракса. Не доставил доказ. Благодарам. Поверете, господин Иванович. Има и опис од самото барање, дека во моментот следи граѓање на кров, основа на кубе, да до сега не стигна фаза на терапија. Има докраде. Малко е за страната работно, може да се финансира. Добро би било добро да општината се задолжи да побара извештај, односно некако, нели? Ние ги задолжуваме со самото решение, и тоа се обрска и нидна дали да достават. Вие доколку сметите дека треба и пракса не би биде, доставите извештај, па ќе го добрите друг.
висината зона. Други предлози има и предлогот само една зона. Предлогот на зона не? 30 и други предлози. Не. И аз го предлагам исто 15 да започва предлогот на гласно беше условена комисия. Така да ще има можност и наредна година и никакво физически да се можност И аз мислам дека да оставиме на тој износ, а да видиме, например, што се случи, дали е сметката пред Лопаца, дали е изградбата, дали е изградбата за нешто друго се станато, да оставиме на 15. Може би не е за... Той за съдовала комисията за финанси, за да не ги цитираме Следващото може би... И за замала ставката е приватна. А това надо беше недоступно или да бази. Да остане за 15 минути от година до година. Не се ще оставим и по други барни и следващи. Това ли да се барават средства за организиране на празници, бистрови, бистровици, държаво. Така да се куваш се това. Предлагам 15 000, кое за? Кой е против? Няма го вътрешено. Предлог на Зоран Стоянов остана гласни. Готово поминавич против, да. Добро. Значи, усвоен предлогот на Комисията за финанси. Последоваране, Мръбната църква, успение на пресата договорност. Иsto така, комисията предлага да се бъде износ от 15 години. Задния доказва. И сега към този регламент до износ. 115, не знаете ли колко кошта един за оператор? Јас сум за предлог тука да разумеем. Во моментот се... И 50 да биде е малко. Малко Јас се предлагам как се вижда там дърворезни, например, това е най-скапно. Между това, като знам, листите и които се казват да се купат, Това не се купува, се върнира, не е не съм някакви си следва. Това се бива резервирани. Чим дошла до помощ, Не от чим дошла до помощ, може да не раздадем. Чим трябва помощ, Да с големи ми сега, да с големи малко сега, да не остане... Това е... Баненето е исто припишано от главни чуваш. Само може би датата да сменим. 25 първите с големи малко. 30. И 30. Може? Предлагам да гласаме кой е за. Стvarno има работа. Предлагам да гласаме кой е за. За 30. Едногласно. Сега да видим цифрата на време период. Сега трябва да биде гласувано. Трябва да биде гласувано. Или да се знаме да отсветата не е С оглед на това да ги изцърпихме точките за дневен ред, седмицата е... Има още една точка? Се вземам. Точка брой 11. Решение за изменуване на решението за формиране на комисия за стипендиране на талантирани ученици и студенти. Волан, председател на комисията за стипендиране. Добре, додадем комисия за верификация своите техните си отказва от член во комисията за талантирани студенти и ученици, преди да попълне нов член, за нов член на седмицата беше предложена на 2013. Предлогът решението за изменуването на решението за формирането на нова комисия става нагласен. Кой е за предложената комисия? Едногласно, 9 гласа за, 1 против, 1 въздържан. Изцърпахме точките на дневен ред. Благодарам за експедитивността. Се надявам дека да видим, че имаме някакви плодотворни и бързи седмици, където ще лесно и бързо ще ги решаваме работата и ще ги бъдем конструктивни, за да можем интеркапия да направим